По рекламите се враќаме во студиото на Ирис телевизија. Повторно грабеж во продавница во Штип. Маскиран разбойник и се заканил на продавачката со пиштол и откако ги зел парите се дал во бегство. Полицијата работи на случајот. Нов грабеж во продавница во Штип, овој пат во центарот на градот на улицата Љубен Иванов. Според полицијата, маскираниот разбойник влегол во маркетот околу 20 часот и 30 минути. Го извадил пиштолот и го вперил кон вработената барајќи од неа пари. Освен што се заканил со оружје, во еден момент употребил и сила. И со закана со пиштол на вработената, а потоа и со употреба на физичка сила, насилно од металната фиока на регистар касата одзел околу 17.600 денари, пошто побегнал во непознат правец. Увид на местото на настанот е извршен од страна на увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за расчистување на случајот. Годинава зачестија разбойништвата на подрачјето на СВР Штип. Маскирани разбойници атакуваа во Златарски дуќани во Кучани. Разбойник влезе во обложувалница во Штип и замина со 80.000 денари. Тројца разбойници се заканија со нож на продавачка во Пробиштип. Заминаа со 7.000 денари. Полицијата го фати разбойникот што пред 3 месеци изврши грабеж во продавница во штипската населба 8 ноември. СВР Штип поднесе кривична пријава против 29 годишен штипјанец, за кој се сомнева дека го сторил разбойништвото, заканувајќи се на продавачката со пиштол и дека заминал со 33.000 денари, што ги одзел од касата. На 20.000 иселеници од земјава ќе гласаат во македонските амбасади. Најголем број на пријавени има во Швајцарија и Италија, каде што има и голем број на иселеници од Македонска Каменица, Виница, Делчево, Зрновци и Кочани. Над 20.500 македонски државјани во страна може да го остварат своето право на глас на предвремените парламентарни избори, закажани за 11 декември. Поради големиот број пријавени, Државната изборна комисија вчера на седница одлучи во Берн, Швајцарија, да отвори 3 дополнителни избирачки места, а во Венеција и Италија уште 2. Прв пат оваа година гласачко место ќе биде отворено и во Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати. Според информациите од Државната изборна комисија за гласање во Берн, Швајцарија, се пријавиле над 4.000 македонски државјани, додека во Венеција речиси 3.000, која е најблиску до грачињата во Северна Италија, каде што иселениците од Македонска Каменица, Виница, Зрновци и Кочани живеат и работат. Гласачки места со над 1000 пријавени во диаспората има и во Детройт и Њујорк, Соединетите Американски држави, потоа во Мелбурн, Австралија и во италијанскиот главен град Рим. За дополнителните избирачки места доправа ќе се формираат избирачките одбори. Председател и заменик председател на овие избирачки одбори се вработени во амбасадите и дипломатско-конзуларните представништва во земјите, каде се отвараат овие места, а останатите членови се предложени од партиите. Декларација за слободни, фер и демократски избори потпишаа денеска во пресред на престојните предвремени парламентарни избори 22 подмладока на политички партии во Република Македонија. Политичките подмладоци со декларација се обврзуваат ке се заложат за одржување фер и демократски избори и не посегнување по заплашување на граѓаните да го дадат својот глас за одредена партија, за подобрување на демократската клима во изборниот процес, за јавна осуда на секаков чин на насилство, како и за необјавување клевети, навреди и манипулации. Потписниците, меѓу другото, се обврзуваат и дека ќе се залагаат за отстранување или минимализирање на говорот на омраза, дека ќе водат честна и фер медиумска кампања и нема да го отстрануваат пропагандниот материјал на другите партии. Штипско семејство остана без дом. Утринава пожар им ја пеплоса по кукнината. Според правичните информации, причината е неисправен електричен кабел. Во пожар изгоре катот куќа во штипската населба Кадидере. Избувнал околу 9 часот утринава. За среќа, во моментот дома немало никој. Соседите први го забележале огнот и ја алармирале против пожарната единица. Излезено е со 2 возила на терен и огнот е изгасен, вели командирот на Штипската противпожарна единица.
Во пожарот изгоре целата покукнина. Материјалната штета доправа ќе се утврдува, исто и причините за настанување на пожарот. Според првичните проценки на надлежните, најверојатно неисправната инсталација е причина за пожарот, но ќе се почека извештајот од увидот. Праксата на надлежните покажува дека неисправната инсталација и грејните тела најчесто се причини за опожарување во домовите на граѓаните. Со започнување на грејната сезона, еден апел до граѓаните на општина Штип, од џаците да се ги исчистат и при употреба на електрични грејни тела, да ја проверат инсталацијата, да не дојде до поголеми опожарувања. Викендов се запали куќа во Кочани, избумнал 40 минути по полнок на улицата Митко Бекјарски и целосно ја пеплоса кровната конструкција. Завршува изградбата на 14 дуќани на градскиот пазар во Штип. Во текот на овој месец ќе се објави огласот за закуп на дуќаните, а од страна на фирмите, но и производителите на млечни земјоделски производи, веќе има интерес за закуп. Градскиот пазар во Штип со реновираниот простор од 1600 метри квадратни доби ново руво. Продажбата таму наликува на европско пазарење. Наскоро ќе бидат ставени во функција и 14 дуќани во склоп на реновираниот дел. Условите за продажба и за пазарење на граѓаните на Штип се подобрени, со тоа и резултативе на ова плато веќе имаме само уште 3-4 слободни тезги. Ова е сега не пазарен ден, значи овде се само 12 тезги, али пазарен ден, значи скоро сите тезги се исполнети. Вака за понатаму сега, значи во најскоро време ќе бидат отворени дуќаните, деловните простори што се на овој дел. 14 дуќани се вкупно, има заинтересирани, ќе има разновидна роба и тоа е целта на овие деловни простори што се направени, да има поголем избор за продажба на за понуда на производи на пазарот, со тоа што и граѓаните ќе имат интерес да го посетуваат градскиот пазар. Колев најавува и разубавување на останатиот простор од градскиот пазар. Текстилот во иднина ќе се продава во дрвени кукички. Планираме за наредната година плато 3. Направиме проект и на овој на сличен начин да го средиме. На плато 2, каде што е текстилот, да оставиме дрвени кукички, кај што ќе се продава текстил и кај што исто би работеле секој ден, кога граѓаните ќе имат можност, кога ќе дојдат на пазарот, а имат секој вид на роба, дали млечни производи, дали риба, дали месо, па и овие земјоделските производи, мислиме дека ќе се мислиме него по примерот и на по други пазари кај што вака функционират, ќе се зголеми фреквенцијата на пазарот. Инаку Штипскиот градски пазар е под постојан видеонадзор. Наскоро таму ќе има и слободна интернет зона, а продажбата ќе се одвива и во вечерните часови. Жителите на Разловци донесоа одлука да не продолжат со протестите, бидејќи општината почнала да им го санира стариот земјан пат, а импровизираниот премин на Брегалница ќе им го доправи, за да не им го однесе реката Брегалница. Жителите на најголемото делчевско село Разловци протестот го ставаат во мерување. Откако минатата недела ги испорачаа барањата да им се направи мостот и да се асфалтира стариот пат, од вчера општината ангажирала градежна механизација да го приспособи овој земјен пат кој е со дупки. Во текот на зимата не може да се асфалтира, но надлежните од општината ветуваат дека ќе го одржуваат за да жителите пристигнат до своите работни места, а учениците до училиштата. 50-100 души има секојдневно работници, што мене бадијава, има со коли ненаден случај што ќе прва помош треба патот да биде проден. Стариот го направија, тој пат е добар, тој пат добар за пред тоа колико минувале лади, москвичи, а не за сега за овие коли. Жителите на Разловци очекуваат и овој импровизиран премин на реката Брегалница да им се направи деноиве. До овој премин имаат асфалт од селото Разловци до мостот кој треба да се реконструира кај селото Трботивиште. Засега разловчаните меруваат, доколку не им се реализира ветеното, во тој случај повторно ќе ги активираат протестите.
Со намалени приноси и помалку склучени договори, годинава ќе стартува откупот на тутунот. Производителите во Карбинско се оптимисти дека ќе придадат над 100 тони на тутун во откупните центри. Производителите од Карбинско ги добија кутиите во кои годинава ќе ги предадат количините на произведен тутун. Компаниите се подготвуваат за откупот кој треба да стартува за точно 1 месец, а тутунопроизводителите и покрај намалените приноси се оптимисти дека од последната берба само во Штипско ќе се откупат над 100 тони тутун. Ова година имаме се помалку производители на тутун и квалитетот е добар, али нема принос. Сушата си го направи своето и така да помалку ќе биде одлани. Од Сдруженијето на тутунари вела дека откупот ќе стартува на 15 декември. Во Карбинци тутунот ќе се откупува на 2 пункта. Очекуваат добра проценка и повисоки откупни цени од лани, но загрижени се поради тоа што годинава се склучиле помалку договори за откуп, поради тоа што се намалиле и површините засадени со тутун. Па негде од 30 до 40 хектара се намалени површините, а договорите се негде околу 30 души помалку од лани. Годинава во Штипско 198 тутунари склучија договори за откуп, лани 207. Во двата откупни центри во Карбинци се откупија 96 тони тутун. За оваа реколта, поради квалитетот на родот, производителите бараат просечната цена да не е пониска од 200 денари за килограм, а субвенцијата за предаден тутун од 60 да се зголеми на 90 денари. Утре во Делчево, градоначалниците на источниот регион заедно со меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад ќе ги разгледуваат приоритетните извештаи за изградбата на регионалната планска санитарна депонија. Утре во Делчево, четврта редовна седница на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Источнопланскиот регион. Ќе бидат поднесени извештаите за проектните прашања од областа на регионалното управување со отпад. Градоначалниците треба да ги договорат приоритетите за изградба на регионалната санитарна депонија. На самата седница, поканети се сите градоначалници од Источниот плански регион и исто така градоначалникот на Општина Свети Николе, која што е приклучена кон Источен плански регион во областа за собирање и третман на отпад. Инаку предвидени се 6 точки на дневниот ред, помеѓу кои, како најважни би ги истакнала точките предлог локации за регионална депонија и претоварни станици за отпад, кои што ќе бидат дискутирани во рамките на проектот, како што напоменавте и вие, подготовка на проектни студии, проектна и тендерска документација за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион. Понатаму, втора точка е информација за напредокот на проектот, подготовка на техничка и тендерска документација за набавка на опрема за собирање на отпад и транспорт на отпад во Источен и Североисточен регион. Четврта точка – информација за напредокот на проектот, подготовка на техничка и тендерска документација за затворање на несоодветни депонии и диви депонии за Источен и Североисточен регион. Набавката за опрема за управување на отпадот во Источнопланскиот регион приоритет. Овие два проекти што ги напоменав за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпад и проектот за затворање на дивите депонии, тие се веќе завршени, пуштени на одобрување, помината е ревизија од Европска Унија, се чека нивно крајно одобрување од ревидентите и од Министерство за финансии и Министерство за животна средина и Европска делегација и натаму да се пристапи кон распишување на тендери за нивно директно спроведување. Со изградбата на регионалната санитарна депонија Источниот регион треба да ги добие европските норми поврзани со управувањето на отпадот и заштитата на животната средина. Берикетно второ коло за одбојкарските екипи на УГД студент. Женската екипа победи во Штип, а машката екипа славеше во Жировајне. Во супер одбојкарската лига на Македонија се одигра надпреварите во рамките од второто првенствено коло, во кое машката и женската екипа на УГД студент остварија победи.
Во Штип, студентките на УГД ја победе екипата на Бами Коро Тетово со резултат 3:1. Почетокот беше неславен за штипските одбојкарки и првиот сет го загубија со резултат 24:26. Сепак тоа не ги разочара домашните одбојкарки, брзо се вратија во нормала и направија пресврт. Вториот сет го добија со резултат 25:11, со што израмнија на 1:1 во сетови. Во третиот сет резултатот беше 25:17, за да конечно во четвртиот сет домашните одбојкарки повторно го добијат со резултат 25:11 и се дојде до победа од 3:1. Во Жаровијане пак машката екипа на УГД Студент направи подвиг во надпреварот со Лирија и успеа да победи со резултат 1:3. Во Штип се одржи првиот турнир во рамките на државното првенство за кадети, во кое настапија 4 екипи и тоа: УГД Студент, Пробишти, Виола од Велес и Државен универзитет Тетово. Се одиграа 2 кола, во кои екипата на УГД Студент со по резултат од 2:0 ги победи екипите на Пробишти и на Виола. Успешен настап и на карате екипите на Партизан и на Стибо од Штип на меѓународниот турнир Ипон Куп 2016, што се одржа во Лесковац, Србија, во конкуренција на преку 800 надпреварувачи од балканските земји. Тие остварија одлични резултати, освојувајќи и повеќе медали. Карате екипата на Партизан, предводен од тренерот Миланчо Черкезов, настапа се 23 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција. Златни медали во своите категории освоија Леонид Трајков, Мелани Митевска, екипно Партизан сениорки во состав Симона и Стефанија Златеви, Тамара Доневска и Катерина Ивановска, екипно Партизан помлади кадети во состав Марија Манева, Надеца Митевска, Катерина Ивановска и Мелани Митевска. Сребрени медали освоија Леонид Трајков, Трајче Јорданов, Катерина Ивановска, Надеца Митевска, екипно Партизан Пионери и екипно Партизан Јуниори. Бронзени медали освоија Михаил Кочубов, Ристе Гиев, Симона Златева, Тамара Доневска, Андреј Георгиев, Живко Костадинов, Марија Манева, Стефан Манев, Павел Симонов, Лина Ефтимова, Елен Устичкова и екипно сениорите и помладите кадети. На турнирот во Лесковац успешни беа и каратистите на Стибо Штип, кој предводен од тренер Ѓоше Дурдубаков, исто така освоија повеќе медали. Први место во своите дисциплини освоија Кристина Спасовска, потоа Давид Николов, Тамара Ристовска, Бојан Јованов и Тимче Митев. Втори место освоија Ана Марија Ѓошева, потоа во екипна конкуренција Кристина Зафирова, Леона Митева, Сандра Серафимова и Антонела Митева. На турнирот настапи уште и Мате Ивановски и Давид Ѓошев, кои имаа неповолна ждрепка и остварија пласман на 5-то место. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе вести на iris.mk. Пријатно!